Нема небезбедни мандарини од Турција во земјава. Има присуство на тешки метали, кадмиум во мостри од марули и спанаки од Велешко. Извршена е инспекцијска контрола на млекара од Србија со цел да се гарантира дека млекото кое се увезува во земјава е безбедно. Ова се само дел од активностите на Агенцијата за храна и ветеринарство кои треба да им гарантираат на граѓаните дека храната што ја консумираат е безбедна и дека онаа што не е безбедна навремено се повлекува од продажба и се уништува. Ваквите активности доаѓаат од националните прописи за безбедност на храната, кои се хармонизирани со европското законодавство, но потребно е дополнително подигнување на стандардите во примарното производство, особено кај малите производители. Концептот на Европската Унија од нива до трпеза, кој подразбира јасни правила на производство, преработка, дистрибуција и продажба на храна, е голем предизвик за земјите во развој како нашата, смета Душица Санта, доцент на Факултетот за земјоделски науки и храна. Но само преку почитување на високите стандарди од страна на сите засегнати страни, тие можат да функционираат правилно и да ги гарантираат начелата за безбедност на храната. Целото примарно производство, тргајќи од млекото, од запазнување на критериумите на квалитетот и на безбедноста нормално на млекото, месото, понатаму вошето и зеленчукот, треба да се внимава на дополнување на односно на применување и на добрата фармска пракса и на добрата земјоделска пракса. Значи мора да се почне од самата суровина, од хигиена на производството, од безбедноста на суровината, бидејќи ако немате добар примерен производ, вие понатаму тешко ќе можете да го вклучите во процесот. Потребна е едукација и на фармерите, и на производителите на другите примерни производи, за да може целиот процес да понатаму да тече непречено. Сепак во делот на нејзината специјалност испитување на квалитетот и безбедноста на млекото и млечните производи, Санта уверува дека граѓаните нема од што да се плашат. Безбедни се. Значи важна е безбедноста, но секако не може да излезе на пазар доколку не може производителот да го пласира на пазарот доколку производот не е безбеден. Заштитата од небезбедна храна најдобро се постигнува преку ефективен национален систем за контрола на храната, кој е клучен за заштита на здравјето на потрошувачите. Постои храна со повисок и со понизок ризик од контаминација, но стандардите за безбедност треба да важат подеднакво за сите видови прехранбени производи. Но заради заштита на потрошувачите од небезбедна храна, мора да биде воведен системот за анализа на опасности и критични контролни точки од страна на прехранбената индустрија, мора да се воспоставува, бидејќи со тој систем всушност се вклучува контролата на суровината, контролата на целиот производен процес, обуката на самите оператори со храна, на тие кои што се во непосреден допир со храната. Така што има нормално дека има храна која што има повисок ризик, но при самата контрола, посебно институциите кои што вршат контрола, а верувам и прават напори, треба да биде базирана на ризик, односно да бидат контролирани производите кои што имаат поголема веројатност да се загадат од одредени микробиолошки, хемиски или физички опасности. Алармирањето за небезбедни производи се врши преку системот за брзо предупредување за храна и добиточна храна на Европската Унија, со која е поврзана и нашата земја, преку Агенцијата за храна и ветеринарство. Во 2017 година, вкупно 3832 предупредувања биле доставени до Европската комисија. Известувањата за опасност по здравјето на луѓето од производ кој циркулира на пазарот најмногу се однесуваат на ризикот салмонела во месото. Од земјите членки на Унијата дошле 207 известувања, додека од земјите кои не се дел од ЕУ двојно повеќе, односно 471 известување за салмонела. Овој ризик може да се контролира со следење на околината, како и квалитетот на влезните суровини, смета Санта. Според неа, домашните институции треба да ги зајакнат капацитетите на инспекцијските служби и на лабораториите за квалитет и безбедност, но посебен акцент треба да се стави на процената на ризикот. Проценката на ризикот е прилично сложен процес, каде што е мултидисциплинарен и тоа значи дека со овој пристап, со овој процес ќе се направи една транспарентно носење на одлуки, значи за било која одлука во однос на безбедноста на храната или доколку има некој проблем,
да се користи она извршена научна проценка на ризик, па понатаму проценката на ризик заедно со управувањето на ризикот и правилната комуникација на ризикот всушност ќе представува една севкупен дел каде што ќе биде запазена безбедноста на храната. За намалување на ризикот од болести од небезбедна храна голема улога има инженерството и дизајнот на машините за производство на храна, вели председателот на Македонската регионална секција на Европската групација за хигиена на инженерство и дизајн, Владимир Какуринов. Стандардите пропишани од Европската групација се директно поддржани од Европската комисија и нив треба да ги почитуваат сите производители, без разлика дали цел им се домашните или странските пазари, смета Какуринов. За жал, додава тој, нашите компании се уште ги немаат целосно согласено своите производствени програми со европските критериуми за безбедност. Оно што е важно за безбедноста на храната не е само ХАСЕП системот или ИСО стандардот, најважно од се е прво да имате предуслови. Значи, без предуслови не може да има никаков ниту систем, ниту стандард за безбедност за храна. Или ќе биде импровизација. Токму тоа е хигиенското инженерство и дизајн. Значи, се кажува точно кои линии, од кои материјали, како треба да бидат произведени, нивните вентили, затварачи, мотори, конвеери и така натаму, за да имате апсолутно чистење. Тоа значи дека ако користите опрема што е индустријски дизајнирана, вие може да ја чистите колку сакате. Може да користите јаки средства за чистење. Само ќе оштетите опремата. Секој пат ќе има мртви џебови, мртви споеви, што нема да бидат исчистени. Кај нас, за жал, постојат повеќе случаи со труење на луѓе, еднаш имаше и со смртни последици. На крајот се сведува дека се должи на непримената на хигиенскиот дизајн. Значи, ако го исклучиме човечкиот фактор, токму и тоа е целта на хигиенскиот дизајн, да постои апсолутно чистење на било која линија за производство и да се обезбедат услови да не дојде до загадување. Двајцата наши соговорници, едната актуелен, другиот поранешен предавач на земјоделскиот факултет, велат дека оваа установа профилира одлични агрономи и инженери кои можат да придонесат и кои треба да бидат вклучени во целиот синџир на храната, од примарното производство до крајниот производ, со цел да ги зајакнат капацитетите и на производителите и на институциите. Како задача пак од Европската комисија, земјава треба да ги зголеми активностите за подобрување на хигиената, благосостојбата на животните, биосигурност на фармите и контрола на болести, да воспостави акционен план за собирање и третирање на животински нуспроизводи, да го утврди статусот на растителни штетници во земјата.